Ова издание на емисијата на Прва Скопска, во која се подсетуваме на настаните кои беа актуелни и одбележаа неделава што изминува, ке гледате. Започна 8-та ликовна колонија Љубенци 2018-та. Се прават нови ископувања за снабдување со вода за селото Чифлик во Петровец. Изградба на инфраструктура за собирање отпадни води во Скопје. За 5 години собрани 9369 единици крв само во Центарот за дарување крв во Даре Џамбас. 20 на ликовни творци од земјава и од странство ќе учествуваат на традиционалната ликовна колонија Љубенци, која годинава се одржува по 8 пат во основното училиште Гоце Делчев во селото Љубенци. Данчо Ордев, Новица Трајковски, Илија Богоевски, Владимир Лазовски, Бора Арсовски, Орце Гогов и Харлампија Манчев се само дел од домашните ликовни уметници кои ќе земат учество на колонијата која од денеска започна. Покрај домашните ликовни уметници и оваа година на колонијата ќе има уметници од Србија. А освен учество во колонијата, ликовната уметница од Белград Наташа Радосављевиќ ќе има своја изложба во просториите на општина Бутел, на која ќе бидат изложени 15 нејзини слики. Ќе имаме посебна чест да отвориме 8-та ликовна колонија, која што се организира во селото Љубенци. Општината Бутел ќе продолжи понатаму да организира вакви манифестации, каде што луѓето кои што се презентери не само на нашата општина, туку на Републиката, ќе ги искажат своите чувства на платно и ќе опишат нашата општина. За една недела, колку што ќе работи колонијата, ќе бидат создадени околу 50 на уметнички слики, главно со мотиви од старата љубенска архитектура и убавините на Скопска Црна Гора. И годинава неколку уметници ќе работат скулптури во дрво и мермер, а во рамки на колонијата ќе се одржи и детскиот ликовен ден, кога 20 на најталентирани ученици од основните училишта во општина Бутел ќе се дружат и ќе творат заедно со познатите уметници и ликовни педагози. Нема колега кој не бил задоволен од простор. Љубенци е племенит простор. Нуди творечка идеја, колегите со својата работа го искажуваат преку своите ликовни дела. Творички секој се изразува индивидуално. Некој работи ателиески, некој во просторите на Љубенци. Сметам дека идејата секој ќе изрази индивидуално. Организатор на ликовната колонија е општина Бутел во заработка со Сдруженијето на ликовни педагози на град Скопје. Средствата се обезбедени од буџетот на општина Бутел, а основното училиште Гоце Делчев е задолжено за престојот на уметниците. Во селото Чифлик во општина Петровец се прават нови ископувања за да се дојде до вода која ќе го снабдува ова село кое брои околу 300 жители. Градоначалникот на општина Петровец Борче Митевски го посети селото Чифлик и местото каде што фирмата избрана на тендер вршеше ископување на место кое што претходно било испитано. Поради проблемот што го имаше општина Петровец со водоснабдување на населеното место Чифлик, еве денеска започнаме со нова бушотина да правиме, бидејќи покрај сите напори што ги правеше општината заедно со јавното комунално претпријатие од Петровец да го способиме стариот бунар, тоа не успеаваме и отвориме тендер, избраме фирма и денес започнаме со бушење на нов бунар. Да се надеваме дека овој бунар ќе има чиста и питка вода за пиење, бидејќи веќе подолго време населеното место Чифлик нема воопшто никаква вода. Општина Петровец за целава работа, за целиот овој проект одвои 600.000 динари од буџетот на општината. Целата работа очекувам бушењето на водата и поставувањето на новите цевки, новата автоматика, очекувам некаде од 10 до 15 дена да биде завршена цела комплет. Со ископувањето на вода која ќе го обезбедува цело село со вода, ќе им се реши проблемот на жителите кои некое време немаат вода поради нефункционалност на стариот бунар, кој го обслужувал селото. Но водата од стариот бунар не се користела за пиење, туку само како техничка вода. Новите бушења за вода се прават понастрана од старите, за да се спречи повторно загадување на водата и за да можат жителите на Чифлик оваа вода да ја користат за пиење. Градоначалникот Митевски рече дека водоснабдувањето ќе се подобри и во оние населени места каде што го има, но не е доволно за да ги обслужи сите жители. Имаме проблем со летеци, Дивле веќе е решен, може да се каже дека е решен проблемот.
Имаме уште Летици, единствено село што нема вода и таму е предвидено да правиме бушотина, а имаме проблем и со населеното место Горно Конјери, со Средно Конјери, и таму водата ни е загадена, значи не е за пиење, водата е само за техничка употреба. И таму ќе здравие летниот период ќе видиме како ќе бидеме во финансиска кондиција општината и таму ќе имаме нови бушотини. Во населбата Ново Лисиче во општина Аеродром денеска почнаа градежни работи за ИПА-2 проектот, подобрување на инфраструктурата за собирање на отпадните води во град Скопје. Со изградбата на колекторите на левиот и десниот брег на реката Вардар, градот Скопје успешно ќе ги собира урбаните отпадни води, со што санитарно-хигиенските услови во централното градско подрачје ќе бидат значително подобрени. Изградбата на овој колекторски систем е предуслов за изградба на главната пречистителна станица за отпадни води во градот Скопје, чија градба ќе започне во 2020 година. Проектниот договор предвидува изградба на колектор на десниот брег на реката Вардар во должина од 3,4 км, и тоа од булевар Србија до железничкиот мост, при што во него ќе се слеваат отпадните води од постојната пумпна станица Горно Лисиче. Потоа изградба на колектор на левиот брег на реката Вардар во должина од 4,5 км, од точката на моменталното празнење на постојната канализацијска мрежа до железничката пруга и изградба на колектор од пумпната станица Макош 5 до поврзувањето со новиот главен колектор на левиот брег на реката Вардар. Со реализација на овој проект ќе се овозможи реката да биде заштитена од загадувањето со затварање на неколку испусти на отпадни води кои што во моментот директно се влеваат во нашата река. Граѓаните на нашиот град по завршувањето на изградбата конечно ќе добијат пречистителна станица во согласно со европските директиви, а воедно и контрола и третман на водата која што се испушта во реката Вардар. Целта на проектот е намалување на ризиците од загадување и подобрување на целокупната животна средина и чистотата во нашиот град. Традиционалната манифестација Средба на првиот со најдобрите, која има за цел поширока јавна промоција и афирмација на врвните постигнувања на средношколците, денеска се одржа во Кино Фросина во Младинскиот културен центар. Градоначалникот на град Скопје, Петре Шелегов, се сретна со 27 матуранти првенци на генерацијата 2014-2018 и 2015-2018 од 22 скопски средни училишта, на кои им врачи призданија и парични награди. Организатор на манифестацијата е Дирекцијата за култура и уметност на Скопје, а под покровителство на градоначалникот Шелегов. Верувајте ми дека вие сте меѓу најбогатите луѓе во Скопје. Се во животот можеш да заработиш, меѓутоа и се да зијадиш, освен сопственото знаење. Сте поставили една основа. Користете ја таа основа. Стекнувајте се со знаење секој ден. Затоа што вашиот успех е успех токму на градот, за кој што сите вие во собствените изјави кажавте колку го сакате и кои се вашите најубави места. Успешни луѓе во градот е успешна приказка на градот Скопје. Колку директно придонесувате за себе, толку индиректно придонесувате за овој град кој што гледам по вашите изјави дека толку многу го сакате. Во локалната економска зона Марино Кадено почна со оградба нова инвестиција, погон за производство на ПВЦ столарија и магазински простор на инвеститорот Ивица Јаневски, што ќе се простира на површина од 800 метри квадратни. Според инвеститорот, станува збор за инвестиција вредна 600.000 евра, која што ќе овозможи отворање на 15 нови слободни работни места, а која се очекува да биде изградена до крајот на годината. Она што е посебно интересно за оваа нова инвестиција, според зборовите на инвеститорот, е податокот што целото производство ќе биде наменето за извоз, односно за надворешниот пазар. Збогатувањето на бизнис семејството за уште еден член покажува дека продолжува инвестицијскиот циклус во општина Илинден, која останува во фокусот на инвеститорите. Ако најдете време во секојдневната гужва и обврски и сте мотивирани да пишувате, можете да ги користите сандачињата за поплаки, пофалби и предлози за да го подобрите работењето на јавното претпријатие Паркинзи на општина Центар. ПОЦ постави сандачиње на сите своји паркомати и од граѓаните очекува да го пишуваат своето мислење на соодветниот формулар.
Откако ќе ги добие пополнетите формулари, Паркинзи на општина Центар со посебно формираната комисија за таа намена, еднаш неделно ќе ги разгледува сите пристигнати поплаки, пофалби и сугестии и ќе постапува согласно надлежностите, информираат од јавното претпријатие. Тие се надеваат дека со овој потек ќе го подобрат својот квалитет, а граѓаните ќе добијат услуги какви што заслужуваат. 15 слики насликани од уметницата и поетеса Наташа Радосављевич од Белград од денеска се изложени на ликовната изложба во холот на општина Бутел. Ликовните дела кои жителите на општина Бутел ќе имаат можност да ги видат се насликани во техниката масло на платно. Присутните на отворањето на изложбата веднаш изразија желба за да купат некои од сликите на Наташа, па така и самата уметница најави дека сликите ќе бидат понудени за продажба. Наташа Радосављевич подеднакво е посветена и на сликањето и на пишувањето поезија. Овој циклус слика кој сам изложила зове се Лет и пев. Овој циклус слики кој ги изложив се вика Лет и пев. За мене е можност публиката во Скопје и општина Бутел да ме запознае и многу ми значи што има можност да се сретнам со нови луѓе и колеги, да разменам искуства и тоа ми представува огромно богатство во мојот живот, развој и уметност. Јас би сакала некој да има моја слика и да ужива во неа. Тоа би било прекрасно. Има моју слику да ужива во њој, зашто да не? Тоа би било прекрасно. Српската сликарка и поетеса за прв пат учествува на 8-та ликовна колонија Љубанци 2018, што се одржува по 8 пат во живописното Љубанци. Изложбата ја отвори градоначалникот на општина Бутел Велимир Смилевски, кој рече дека општина Бутел е единствена општина која организира една ваква изложба и оваа промоција многу значи за општината. Денес имаме голема чест да општина Бутел биде домаќин на една прекрасна изложба каде што се представуваат делата на големиот уметник Наташа и мислам дека ова ќе биде една основа за наредниот период да имаме повеќе вакви ликовни колонии од незините дела. Покрај тоа што господјата изработува слики, она е еден поет кој што се надевам дека во наредниот период ќе имаме можност за презентација на некоја нејзина книга. Затоа општината Бутел е отворена за ваквите активности кои што може да се направи. Изложбата во општина Бутел ќе биде отворена се додека трае ликовната колонија Љубанци 2018, односно до 20 јуни. Наташа заедно со сликарот Новица Трајковски имале заеднички изложби во Берово и Радовиш. Инаку Наташа имала 16 самостојни и повеќе колективни изложби, а има објавено и 3 книги поезија. Под мотото "Биди тука за другите, дарувај крв, сподели живот", Црвениот крст на град Скопје денес како одбележа Светскиот ден на крводарителството 14 јуни и 5-годишната успешна работа на Дневниот центар за дарување крв во просториите на Даре Џамбас. Акцент на овогодинешната кампања е крводарителството како чин на солидарност, преку кој се нагласуваат основните човечки вредности. За 5 години активно работење на Дневниот центар за дарување крв реализирани се вкупно 9369 единици крв од самоиницијативни дарувања, како и од дарувања на акции реализирани во просториите на Дневниот центар. Нешто што за нас е посебно значено е дека оваа година, до крајот на годината, како Црвен крст на град Скопје и Црвен крст на Република Македонија, во соработка со институтот, планираме да започнеме интересни, да кажам, кампањи, пред се за подигнување на свеста за дарување на крв кај средношколците, кај студентската младина. Потоа ќе работиме на промоција и изработка на промотивни материјали на турски, ромски, албански јазик, заради тоа што сметаме дека треба да го зголемиме бројот на луѓето кои даруваат крв од тие етнички групи и секако ќе направиме дополнителна промоција на тромбоферезата или дарувањето на тромбоцитите, бидејќи тоа е единствениот дел од крвта кој што навистина најмалку трае можеме да го сочуваме, а тоа е секако важен сегмент во лекувањето на болните и пациентите на клиничкиот центар во Скопје и надвор од Скопје. Градоначалникот на град Скопје Петре Шелегов, кој денеска го посети Дневниот центар за дарување крв, рече дека преку овој дневен центар идеја е да се помогне на што можно повеќе луѓе, а секогаш ќе бидат помогнати од градот и крводарителските акции. Дневниот центар на Црвениот крст на град Скопје за дарување на крв функционира повеќе од 5 години, околу 10.000 наши сограѓани овдека дошле да дадат крв во рамките на овој капацитет и тоа по една проста математика кажува дека во просек околу 6 скопјани дневно доаѓале овдека во Дневниот центар да дадат својата крв и да го направат најголемото хумано дело што еден човек може да го направи, тоа е
да придонесе да спаси определен живот. Крвта нема вера, крвта нема нација, крвта нема раса. Всушност преку крвта се потврдува колку сме сите ние исти. Градот Скопје има сериозно квалитетно добра соработка со Црвениот крст на град Скопје. Ја зголемуваме, ја интензивираме. Како дел од денешното одбележување на Светскиот ден на крводарителството беа доделени благодарници и плакети на организации и институции за нивниот придонес за промоција и унапредување на крводарителството во Скопје. Министерството за здравство со својата програма за унапредување на крводарителството во висина од 15 милиони денари, која што е зголемена за 1 милион денари во однос на претходната година, ќе продолжи со своите активности и поддршка за понатамошно напредување на крводарителството. Благодарност до Црвениот крст, благодарност до Институтот за трансфузиона медицина за континуираната соработка. Како министерство ќе продолжиме понатаму да ќе интензивираме сите активности кои што ќе значат што поголемо собирање на крв, бидејќи знаеме што значи крвта, значи живот за секого. Во урбаната заедница Владо Тасовски, млечен ресторант, вчера вечер се одржа уште една средба меѓу граѓаните од оваа населба со градоначалникот на општина Карпош Стефан Богоев и представниците од полициската станица Карпош и СВР Скопје. Градоначалникот Богоев напомена дека многу скоро започнува реконструкцијата на улиците Римска и Атинска со средства добиени од Светска банка, а исто така целосно ќе се реконструира и прошири улицата Њуделхиска, на која ќе биде поставена и нова атмосферска канализација. Сепак долж овие и други сервисни улици, веќе со години паркирањето представува сериозен проблем. Локалната самоуправа веќе подготви проект за еднонасочен сообраќај со цел да се намали сообраќајниот метеж, а и тротоарите да се ослободат од возила и да има безбедни зони за пешаците. Токму во оваа урбана заедница пред 2 месеца започна и зелената офанзива во Карпош, во која што се засадија 155 висококвалитетни дрвја. Дополнително се зголеми зеленилото на платоата на Млечен и на Педагошка, а Богоев најави и започнување со реконструкција на спортските игралишта за фудбал и кошарка во основното училиште Војдан Чернодрински. Граѓаните наведоа повеќе проблеми кои се однесуваат на јавниот ред и мир и поставувањето на урбана опрема од страна на угостителските објекти. Представниците од полициската станица Карпош се понудија на целосно располагање на граѓаните и се договорија за заеднички патрули на покритичните места. Исто така ќе се интензивираат теренските контроли врз оние објекти кои не ги почитуваат правилата за поставување урбана опрема. А Богоев нагласи дека во град Скопје се подготвува и нов правилник за целосно справување со субјектите кои го узурпираат јавниот простор. Во јавните средни училишта во земјава, в понеделник и во вторник, 18 и 19 јуни, ќе се спроведе пријавување за пишување ученици за учебната 2018-2019 година во јунскиот уписен рок. Ранглистите со резултатите од запишувањето и слободните места ќе бидат објавени на 20 јуни. Квалификацијското тестирање ќе се организира на 22 јуни, а конечните ранглисти со резултатите ќе бидат објавени на 25 јуни. Второто пријавување за пишување на ученици во јуни ќе се врши на 28, а резултатите од запишувањето и слободните места ќе бидат објавени наредниот ден на 29 јуни. Учениците може да изберат гимназиско, стручно, средно уметничко образование и средно образование за ученици со посебни образовни потреби. Пријавувањето и запишувањето на учениците во августовскиот рок ќе биде на 23 август. Тоа беше се за оваа емисија, а вие следете ги и понатаму викенд хрониките на Прва Скопска.